Добар ден, ова е премиерното издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Ке гледате. Со Телевизија Плюс информација повеќе. Кој е најновиот медиум во Куманово што ќе работи во интерес на граѓаните? Поддршка од првите луѓе на локалната самоуправа и институциите во градот за Телевизија Плюс. Новата телевизија коректор на власта и информативна совест на граѓаните. Од денеска па секој нареден ден, Телевизија Плюс ќе ги емитува своите дневно-информативни емисии, кои ќе бидат пресек на сите настани и актуелни теми значени за граѓаните на Куманово. Вкупно 20 новинари, сниматели и техничари ќе работат на вистината, на откривање на општествените аномалии и решавање на секојдневните проблеми на 100.000 кумановци. Се разбира низ објективот на професионалното и непристрасното информирање. Не ја подценуваме конкуренцијата, но ветуваме дека во Телевизија Плюс секогаш ќе има информација повеќе. Телевизија Плюс е локална телевизија која својот сигнал ќе го емитува преку мрежата на кабелските оператори во општина Куманово и регионот. Таа е прва телевизија во државата која покрај на македонски јазик има концесија за емитување на програма и на српски јазик. Во програмската шема ќе бидат опфатени сите телевизиски форми, а во секојдневното работење на терен и во емисиите ќе се обработуваат исклучиво локални теми. Носители на програмата ќе бидат вестите и дневно-информативните емисии, а нема да заостануваат ни забавната, филмската и спортската програма. Покрај вестите и дневникот, кои ќе се емитуваат од понеделник до сабота во 16, 18 и 22 часот, многу наскоро ќе започнеме и со реализација на магазинска емисија која што ќе оди еднаш неделно, исто така и со дебатни емисии во кои што ќе учествуваат луѓе од општествениот, јавниот и политичкиот живот во градот. Во подготовка сме и за отпочнување со утринска програма во која што ќе имаме отворено студио и каде што ќе се пуштаат сите информации, односно сите новини кои што од терен ќе ги донесат нашите репортери. Основна задача и обврска на уредувачкиот тим во Телевизија Плюс на информативната програма секако ќе биде да навремено, точно и брзо ги информираме гледачите за се она што се случува во нашиот град. Во редакцијата на Телевизија Плюс работат искусни професионалци, кои досега се докажале во медиумите на локално и национално ниво. 20 новинари, репортери, презентери, водители, сниматели, техничари и соработници во големото студио и со современа телевизиска опрема ќе креираат, произведуваат и емитуваат разновиден телевизиски програм. Телевизијата отпочна со работа на 25 март, а денеска го емитува првото издание на информативната емисија Дневник. Нашите простории се наоѓаат на улицата Лесковачка, број 17 во населбата Гоце Делчев и очекуваме нашите сограѓани да не информираат за нивните достигнувања, но и за проблемите со кои се соочуваат. Општинската администрација, Советот, судот, полицијата и политичките партии се само дел од институциите и организациите со кои секојдневно ќе контактираме и ќе бараме одговори на прашањата што ги засегаат граѓаните. Меѓусебното почитување и разбирање е важен предуслов за успешна и плодна соработка. Какви се очекувањата на првите луѓе на дел од најзначајните институции во градот од нашата телевизија и колку ќе бидат транспарентни во својата работа? Од изјавите што следуваат. Со големо задоволство ја примам ова информација од аспект што Македонија која се наоѓа во медиумски мрак и тоа со години наназад, последните неколку месеца поради сите овие случувања на политичката сцена во Република Македонија се чувствува една атмосфера на ослободување на медиумски простор и во таа насока ја поздравувам ваша иницијатива без разлика на тоа каква ќе има уредувачка политика, бидејќи од искуството во минатото знаеме дека многу често уредувачката политика на медиумите е модерирана или водена од собствениците, односно политичките определби на луѓето што ја водат таа иста медиумска куќа. Од оваа позиција мислам дека дебатите кои ќе ги дадете како може да се интервјуата, се она што е на располагање на телевизиската куќа, ќе дадат малку појасна слика на граѓаните за состојбите во град Куманово и пред се во нашето општество Република Македонија. И на тој начин ќе можеме заедничко со директна улога на граѓаните према нас од локалната администрација према Советот до општината и пред се према мене како човек кој координира со локалната администрација, да ги разбереме
и да ги центрираме проблемите и да даваме транспарентно можност за решавање на самите проблеми, бидејќи ако ние знаеме состојбата во која се наоѓа децентрализацијата и функцијата на локалните самоуправи, не може да ги најдем излазите решенија на граѓаните. Од моје име, честитки за вашите напори и за оно што го направивте за овие неколку месеца во припремниот период. Ви посакувам долга и успешна работа за интерес на граѓаните на Куманово, бидејќи ова е многу важен сегмент во политичкиот живот на општина Куманово. Честитки од мене и од локалната самоуправа. Јас ви пожелувам прво успех да имате во работа, да не бидете политизирани. Туку реалноста да и го кажувате на граѓаните што се случува во Куманово. Ова телевизија плюс ќе биде добродојдено за градот. Пошто најизворни информации вие како новинари ќе ги прикажете во вашиот ТВ канал, со оглед да јас го покривам како председател и Куманово сум бил и сум транспарентен во секое време за се што ви интересира, за институцијата кој го водам, изворни информации во секое време ќе дадам во интерес на градот и граѓаните да бидат во детали информирани во судот што се случува, дали судот е ажурен, дали има поплаки или нешто друго. Тука сум отворен во секое време, добри дојдени сте во Основен суд Куманово. Верувам дека вие како нов медиум кој што ќе емитува сигнал на територија на нашата општина, најсоодветно, најреално во рамки на вашите надлежности, при тоа строго држејќи до вашата новинарска етика, ќе ги известувате граѓаните за нашето секојдневие. Верувам дека ќе дадете еднакви можности и на позицијата и на опозицијата, како на локално, така и на централно ниво, не занемарувајќи ги, значи, помалите политички партии, бидејќи нели медиумите ќе мораат да дадат соодветна информираност на граѓанството што се случува во делот на општественото делување на поединците и групите и во делот на општественото живење во нашата општина. Пред се локалните теми, значи темите кои што ги засегаат граѓаните на Куманово, значи темите кои што се во врска со комуналиите, со локалните проблеми, со урбаниот хаос, со хигиената, значи да не очекувам од локалните телевизии да се занимаваат со некоја висока политика. Значи на Куманово му требаат локални телевизии, локални теми и мислам дека граѓаните ќе бидат најзадоволни ако овие телевизии се занимаваат со тоа. Посебно радува што имаме можноста отварање на нова телевизија која што сметам дека ќе биде, освен што го спомнав, дека ќе биде објективна, независна телевизија која што ќе се занимава со сите проблеми кои што ги тиштат граѓаните, но пред се со живењето во општина Куманово, офаќа ги во културниот, образовниот сектор, земјоделието, здравството, секако заштита на животна средина. Сметам дека ќе имате одлична уредувачка политика во која што ќе имате ваши документарни емисии, многу теми кои што ќе бидат актуелни ќе ги ставите на дневен ред, да можеме да ги видиме сите личностите кои што се важни фактори во живењето на општина Куманово и сметам дека во тој период ќе дадете свој придонес за општо добро на Куманово. Помалку политика, а повеќе локални теми, репортажи, неоткриени предели и афирмативни прилози за сите генерации, очекуваат кумановските новинари од Телевизија Плюс. Со искрени честитки за успешен почеток, колегите ни посакаа да не излеземе од рамките на јасно дефинираните медиумски и новинарски правила на објективното, професионално и непристрасно информирање, да бидеме коректор на власта и информативна совест на граѓаните. ТВ Плюс да придонесе за развој на локалното истражувачко новинарство и поголема медиумска култура во Куманово. Очекуваат дел од кумановските новинари, кои сметаат дека новиот медиум треба да понуди квалитетна програма која ќе биде интересна за сите генерации.
За нив појавувањето на уште една телевизија значи поголема и поквалитетна медиумска конкуренција, но и расчистување на сивилото во електронските медиуми со кој во изминатите години се соочуваше Куманово. Куманово е град кој што сака локални медиуми кои што се добре дојдени секогаш. Мислам дека граѓаните на Куманово имаат особен респект, така да на времето Радио Куманово беше поим за радио и во регионот и во Македонија. Има една информативна култура кај нашите граѓани, така да тие ја почитуваат локалната проблематика, имаат потреба, секогаш имале свој весник, свој радио, има и локални телевизии, и мислам дека на градот на вистина му недостига. Кумановчани долго време веќе немаат едно афирмативно новинарство. Јас кога бев новинар во времето, тогаш премногу се форсираше афирмативното новинарство. Значи повеќе фалевме. Во републичката информативна сфера стигаат само информации кои се работи за некој убиство, кои се работи за црна хроника, ги интересираат само скандали, такви работи. Значи не можете сега, колку порано се фалеше, толку сега се куди. Нашиот кумановчанец, обичниот човек, вашиот гледач, читател, слушач го нема за да се појави кога ќе направи нешто добро или кога има некоја мака да си ја каже во информативен медиум. И од тој аспект мислам дека ако се поставите добро и ако навистина бидете еден коректор на свеста на граѓаните и бидете информативната совест на Куманово, дека ќе имате успех и дека градот ќе ве прифати. Искусните новинари тврдат дека ако гледачите му дадат доверба на одреден медиум, тој посигурно ќе чекори на медиумскиот пазар. Тие веруваат дека ТВ Плюс ќе даде свој придонес во информирањето. Очекувам локални теми. Во оваа страшна конкуренција на телевизии, во оваа трка, на Куманово уште како му недостига локална тема, она што значи проблем на граѓанинот, она што значи животна приказна, судбини на луѓе, на предели, прекрасни предели неоткриени, човечки ресурси исто така недоволно афирмирани. За сето тоа треба многу работа, многу храброст и да се тргне еднаш од Куманово оној пословичен медиумски мрак, што го викат. Кога велам медиумски мрак, мислам за афирмација на општината. Ако ништо друго, граѓаните да се запознаат, не си ја знаат биографијата на собствената, односно географијата на собствената општина. Помалку политика, повеќе живот, повеќе спорт, повеќе забава, повеќе едукација, посебно за младите. Покрај постоечките телевизии Крт, Катри, Хана и Феста, и ТВ Плюс ке се бори за своето место на медиумското небо, но според кумановските новинари, овој медиум не треба да излезе од јасно дефинираните медиумски и новинарски правила на објективно, професионално и непристрасно информирање во локални рамки. Борбата за навремена, вистинска и квалитетна информација за нив треба да биде наше мото. За Куманово ова е уште едно големо богатство во медиумскиот простор, зашто што повеќе медиуми, толку повеќе слободен збор, слободен израз и што повеќе информации. Знаеме во сите демократски држави што значи медиум, па така се надевам дека и во Куманово, во кумановски простор ТВ Плюс ќе одигра својата улога и на време, а пред се на фер и коректен начин ќе ги известува своите гледачи за се што се случува во Куманово. Прво телевизијата ја прават финансиите. Ако ова се реши, тогаш нема да недостасува ништо. Со среќа и очекувам добра соработка со ТВ Плюс, поради тоа што навистина таму ги ценам сите вработени и од технички кадар и поготово од новинарски кадар. Тоа се новинари со искуство. Светли примери во досегашното локално новинарство секако се најстариот весник во земјава, Наш весник, Радио и ТВ Куманово, кои изгаснаа со одлука на државата. Додека приватните телевизии ТВ Нова и КТЛ, радијата Тумба, Сити, Музичко радио, весниците Кумановски весник, Булевар и Плоштад не го издржаа економскиот притисок. Со развој на електронската технологија во изминатите години, голем придонес во информирањето дадоа и интернет порталите.
Посебно место во нашата програма ќе имаат случувањата од културниот, забавниот и спортскиот живот во градот. ТВ Плюс покрај тоа што ќе информира за настаните од овие области, ќе ги афирмира успесите и добрите резултати на јавните личности. Куманово е спортски град со повеќе успешни клубови и поединци кои се надпреваруваат во македонските национални првенства. Сите заслужуваат признание и внимание на нашата програма. Она што се моите очекувања пред се како професионалец дека ќе бидат следени сите културни настани, сите културни збиднувања кои што ние ви ги нудиме како програма во градот. А како граѓанин на градот Куманово секпак би очекувала, значи ќе се навратам во времето на своето детство, кога некогаш постоја програми од културно-образовен карактер, не само оние кои што ќе не анимираат, туку и оние кои што ќе ни упатат некаква едукација, анимирање, значи на младата популација. Аз би се навратила во времето кога јас бев ученик и кога секое утро се будев со емисијата на Бранко Коцкица и неговите другари, каде што освен како забавен карактер, значи преку забава ние сепак како деца учевме нешто. Еве јас лично од мојата бранша да се пласирам дали ново создадена народна музика, дали староградска, како сакате, значи треба кај да ја пласирате. Ја доаѓаме во една огромна опасност да нема песните кај што ќе ги снимиме и ќе ги изработиме кај да ги пласираме. А она што не се забележило, не се ни случило, тоа е основно новинарско правило. И прво што сакам, значи, како еден не совет, но еден апел до луѓето кои ќе уредуваат и ќе водат телевизијата, да има повеќе содржини, каде што ќе има, значи, музика и музика. Очекувам да бидете доста активни, да бидете секојаш на местата на случувањата и очекувам да имате критички суд према аномалиите во градот, во општеството што се случуваат околу вас. Значи да имате едно истражувачко новинарство, не само да пренесувате вести, туку и сами нешто да барате. А се надам дека и еве после толку години, например, некоја телевизија да се нафати со некаква играна програма каде и ние уметниците, конкретно артистите од град, ке можеме да земеме и своје учество. Лично би сакала да гледам музички емисии со многу музика, поп, народно, многу спотови, некои дебати музички, не мора се да е музичко, секако би сакала и да учествуваме во тие дебати, искажувајќи лични ставови. Би сакала да гледам некои серии не турски, англиски, македонски и така. Според мене најмногу очекувам музика и спорт, значи да има забавни шоуа кои ќе овозможат и ќе го потигнат народот да размислува во правец на културата, музиката. Па очекувам да видам програма гледано од спортски аспект, да бидат пренесувани нашите надпревари. Исто така да има и музички numeri, македонски музички numeri. Па јас лично мислам дека вашата емисија, вашата телевизија треба да бидат емитувани највеќе културни емисии, како што се спортските, музички емисии, да се прикажуваат некои понови филмови. Веќе слушнавте, Телевизија Плюс во континуитет ќе биде во функција на обичните граѓани, на нивните животни приказни, проблеми и очекувања. Во фокусот на нашите вести постојано ќе биде граѓанинот, независно од неговите партиски, религиозни и политички убедувања. Какво е расположението на граѓаните кон електронските медиуми и очекуваат ли новата телевизија да ја зајакне довербата на гледачите кон средствата за информирање? Кумановци нестрпливо го очекуваат почетокот на новиот телевизиски канал. Тие сакаат телевизијата да биде објективна, да се придржува до професионалните стандарди, но пред се да биде непартиска. Најважно велат е да се следат случувањата во општината и да се обработуваат теми со кои што ќе се потикне решавањето на локалните проблеми. Објективна телевизија да биде, да не биде према едно или према друго партија. Па било положено од локалната населба, од локалното население, дека темите од општината, спортот, забавата, музиката, она што се најбитните збиднувања. По нормално, малку само политика, а повеќе овие другите актуелности кои се случуваат во градот.
да биде објективна некако овие што се партиски. Секојдневно што се случува, да има некои емисии за деца интересни, едукативни. Па нормално дека најпрво од локално ниво, она што се случува во градот секојдневно, да се информираат граѓаните за се и се што, значи би сака секојаш да бидат убави работи, меѓутоа да бидат информирани за се и се што. По овој медиумски мрак кој што владее во Македонија, се надеваме дека новата телевизија ќе понуди на граѓаните информации од сите сфери, без цензура и без задршка, за било и каква тема да се работи. Проблеми на граѓани најмногу. Има едно чудо проблеми кои што еве сега нема кој да ги анимира. Нормално со тоа да повлече и решавање на тие проблеми. Од сообраќајен дел, од хаосот, со возила, со непочитување на сообраќајни знаци. Едно чудо има, што ни смета конкретно во општиот живот. Освен квалитетна информативна програма, граѓаните сметаат дека треба да се обрне внимание и на сопствената продукција, односно на разновидни емисии, многу спорт и музика. Значи спорт, музика, забавни емисии. Дебатна да биде, да може да почувствува и граѓанин. Покрај новинарите да може и вие аналитичари може бити аналитичари, а после со народ мора да биде да се контактира. Спортски емисии повеќе да има. Да има од локално ниво, навистина немаме некои големи успеси сега, меѓутоа добро да бидат информирани, бидејќи на локално ниво, ако не бидат информирани граѓаните за она што се случува во спортот, во било која спортска дисциплина, не може сигурно со оглед на рангот во кој се надпреваруваат, исклучувајќи кошарката во моментот и ракометот, за други информации нема да бидат запознаени никаде. Кумановци ни посакаа успех во работењето со очекување дека телевизијата ќе задржи својата главна функција и ќе им служи на граѓаните. Во првото издание на Дневникот, вечерва со нас е директорот на Телевизија Плюс Драган Ивановски. Директоре, слушнавме и видовме што сакаат кумановци. Може ли да одговориме на нивните очекувања? Првин, добро вечер и поздрав до гледачите на ТВ Плюс. Секако дека можеме, јас се надевам дека ќе успееме во тоа, посебно поради една причина, затоа што желбите и очекувањата на нашите сограѓани и на јавните личности се скоро идентични со нашите идеи и планирања. Локалните теми се навистина секогаш атрактивни и актуелни за нашите сограѓани и тие скоро никогаш немаат доволно простор на националните медиуми. Токму тука е нашата атрактивност, што ние можеме да се посветиме целосно на локалните проблеми и теми, да ги обработиме квалитетно, да известиме за сите настани неутрално, непристрасно и на тој начин правовремено да ги информираме граѓаните на Куманово. Што како медиум можеме да понудиме на гледачите во наредниот период? Па вака, значи, ние во следниот период полека ќе почнеме да ги вклопуваме нашите емисии, наши матични емисии во нашата програмска шема. Најголем акцент ќе ставиме на тие емисии, бидејќи мислиме дека имаме шанса, односно простор, да им дадеме шанса на младите луѓе од нашиот град да дојдат кај нас со идеја, да направат емисија со наша целосна техничка поддршка и на тој начин да ги презентираме нашите таленти пред кумановци. Верувам дека има многу таленти и верувам дека ќе успееме во тоа. Се што треба е граѓаните да имаат малку трпение, бидејќи да се направи добра и квалитетна телевизиска емисија изискува повеќе време и поголем ангажман на поголема група на луѓе. Но ние ќе ги дозираме емисиите една по една, веќе во недела започнуваме со премиера на една хумористична емисија која носи име Нема љутиш. Веднаш во текот на следната недела започнуваме со една научно-образовна емисија која што носи наслов За солниште на имагинацијата. Во брзо време ќе почнеме и со утринската програма, ќе имаме пладневна програма, секако простор ќе дадеме и за дебатните емисии каде што ќе можат јавните личности да дебатираат на актуелни теми. Забавните емисии ќе ни бидат во прв план, секако информациите кои што се однесуваат на младите луѓе, бидејќи сакаме да бидат и тие инволвирани како наши гледачи и да земат активно учество во програмата на ТВ Плюс. И за крај, кои се постулатите на кои ќе се темели работата на Телевизија Плюс? Па добро, освен онаа познато професионалност при работење и непристрасност во известувањето, при што нели ќе ги вклучиме сите страни кои се инволвирани во одредениот проблем, ќе се потрудиме да бидеме актуелни и забавни. Значи, мислам дека е доста повеќе од лоши вести.
ќе се потрудиме да даваме позитивна насока и позитивен тон на сите случувања во нашиот град. Не дека ќе бегаме од критика, не дека нема да критикуваме она што е неповолно и не е добро за граѓаните на Куманово, но и кога ќе имаме упатено критика, ќе се обидеме да направиме, односно да дојдеме до некое решение и да го понудиме тоа на јавноста, па можеби низ тоа да се тоа решение имплементира во одреден проблем. Значи, знакчето што е присутно во нашето име не е случајно тука. Плюсот значи навистина да бидеме позитивни во етерот и да шириме позитивна енергија. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието и за крај едно подсетување дека од утре во 18 и во 22 часот се централните изданија на дневно информативната емисија Дневник. Гледајте не и пријатна вечер.